Најавната набавка за избор на фирма која со струја ќе ја снабдува локалната самоуправа на Кочани и општинските институции пристигнале 3 понуди. Рокот за прибирање на понудите, што траеше заклучно со 3 февруари, е завршен. Тоа значи дека пријавените оператори ќе треба сега преку намалување на понудената маржа да стигнат до прифатлива цена. Со ова, општината повторно ќе обезбеди снабдување со струја од слободниот пазар, откако при крајот на минатата година избраниот добавувач еднострано го раскина договорот. Поради тоа, локалната самоуправа на Кочани беше принудена да објави нов јавен повик за избор на компанија што ќе ги обезбедува потребните количини енергија во наредните 12 месеци. За оваа намена беше планирано да се издвојат близу 7 милиони и 900 илјади денари, во што се вкалкулирани и зголемените трошоци поради повисоката цена на струјата. Според калкулациите на стручните служби во општина Кочани, се очекува во наредниот период да се потрошат нешто повеќе од 1070 мегават часови електрична енергија во скапата и ефтината тарифа. Во меѓувреме, до изборот на нов оператор, општина Кочани користи струја преку универзалниот снабдувач EVN Home. Од буџетот на општината за струја се плаќа за околу 120 електрични броила за улично осветлување и за јавните простории, меѓу кои покрај општинската зграда влегуваат и објектите на сите средни и основни училишта, на противпожарната единица, спортските сали, градскиот стадион, етно куќата и други простории со помала површина. Комуналното предпријатие Водовод поднесе ново барање до Советот на општината за промена на цената на кубен метар геотермална вода, што во иднина треба да изнесува 37,08 денари. Истата документација со образложението со кое се бара зголемувањето на цената, советниците го разгледуваа и на крајот на декември минатата година, но тогаш тие не дадоа согласност и покрај објаснувањето од надлежните што ќе значи ваквата одлука. Се работи за покачување на цената на геотермалната вода за 3,26 денари, односно за околу 10%. Тоа се оправдува со зголемување на надоместокот за концесија за експлоатација на водата, што предпријатието ја плаќа на државата. Според тарифникот од февруари 2020, а што е во согласност со Законот за енергетика, концесискиот надоместок за експлоатација на геотермална вода е утврден врз основа на енергетската вредност на кубен метар вода со температурен интервал од 61 до 70 степени Целзиусови, што е еквивалент на 4,41 килограми мазут. При тоа, надоместокот на концесијата е утврден според просечната рафинериска цена на мазутот, што во текот на минатата година изнесуваше 36,3 денари за килограм, што заедно со регулираната цена за дистрибуција и снабдување со геотермална енергија и утврдениот коефициент ја дава новата цена. Со предложеното покачување, цената на кубен метар геотермална вода од работната единица геотерма на Водовод треба да го достигне приближно истото ниво од јануари 2012 година. Значи, февруари 2012 година геотермалната вода по метар кубен изнесувала цената 38,1 денар. Практично поскапа била 2012 година цената за метар кубен вода, отколку што би чинела сега со промените. Меѓутоа, тоа зависи од цената на движење на мазутот на светските берзи и се формира на тој начин во кој што за една година се утврдува просечната цена на чинење на мазутот, 1 кубен метар геотермална вода заменува значи 4,41 килограми мазут. Пред околу 6 години владата, која беше надлежна за утврдување на тарифникот, одреди дека концесиската цена на геотермалната вода изнесува 12 денари за метар кубен, на што се додава просечната цена на килограм мазут. Висината на цената на геотермалната вода до пред крајот на 2016 година ја одредуваше Регулаторната комисија за енергетика, но со измените во Законот за енергетика, надлежностите преминаа на локалната самоуправа. Општина Чешиново Облешево ги информира припадничките на понежниот пол дека Министерството за здравство во соработка со Универзитетската клиника за гинекологија и акушерство, Македонската асоциација на гинеколози и обстетичари МАГО, како и со Црвениот крст, ќе реализира бесплатни ПАП тестови и абдоминални прегледи за жени.
Се работи за проект што е поддржан од Фондот за население на Обединетите нации УНФПА, со чија помош ќе се спроведат активностите. При тоа, освен бесплатен ПАП тест, ќе се прави и абдоминален ехо преглед на жените. Овие активности се преземени во процесот на превенција и рана диагноза на рак на грлото на матката кај жените. Прегледите ќе се спроведуваат од страна на медицински тимови на гинеколози од Скопје, а за оваа цел на централна локација во општина Чешиново Облешево ќе функционира мобилна гинеколошка амбуланта, каде што ќе се реализираат прегледите. Активностите се планирани да се спроведат во текот на овој месец. Поддршка на активноста на мобилниот тим на гинеколошката мобилна амбуланта ќе даде и општина Чешиново Облешево, како и општинскиот Црвен крст од Кочани. Народната банка на Македонија потврди дека е забележана појава на фалсификувани банкноти од 2000 денари, за што веќе го известила и Министерството за внатрешни работи. Со цел да ги заштити граѓаните и правните лица, банката укажува на начините на кои лесно може да се провери дали станува за фалсификувани пари. Појавениот тип на фалсификат е изработен на обична двослојна хартија, што при допир значително се разликува во дебелината, цврстината и еластичноста во однос на оригиналната на која се изработуваат банкнотите. Од банката велат дека оригиналните банкноти содржат високо софистицирани заштитни елементи според кои граѓаните можат да направат разлика и да ја препознаат автентичноста. Фалсификуваната банкнота може многу лесно да се препознае доколку се внимава на основниот заштитен елемент, отпечатен со оптички варијабилна боја, што се наоѓа на горниот средичен дел на предната страна на банкнотата. Овој елемент кај фалсификуваните банкноти воопшто не ја менува бојата со нивно придвижување, додека кај оригиналните банкноти со придвижување под одреден агол може да се воочи како се менува бојата од зелена во сина, а низ елементот се појавува светло-зелен прстен. Особено впечатлива е имитацијата на заштитниот конец што е вметнан меѓу двата слоја хартија. Со придвижување на банкнотата се создава лажен впечаток на делумно менување на боите, но доколку се наблюдува внимателно ќе се воочи дека тој е имитиран. Исто така, фалсификуваните банкноти можат да се препознаат и по водениот печат, кој е имитиран со нанесување на основниот мотив со нијанса на жолтеникава и сива боја, додека кај оригиналните банкноти е видлив единствено доколку банкнотата се постави под изворна светлина. Од Народната банка на Македонија информираат дека доколку граѓаните забележат фалсификувана банкнота од 2000 денари или пак во други апоени, да се обратат до комерцијалните банки или до Министерството за внатрешни работи, кои понатаму ќе постапат согласно своите надлежности. Општина Кочани повторно бара фирма со соодветна механизација за прочистување и порамнување на земјениот пат во Рицко-планинскиот регион што води кон селото Главовица. На претходниот јавен повик што беше објавен кон крајот на минатата година, не пристигнала ниту една прифатлива понуда, поради што постапката сега се повторува. Станува збор за редовна годишна активност со која се обезбедува проодност на земјениот коловоз до тешко пристапните и оддалечени маала. Според предмерот во техничката спецификација, предвидено е да се прочисти пат во должина од 15 км. При тоа, освен рамнењето на земјениот коловоз, треба да се обезбеди и зимско одржување, односно чистење на снегот, за што се планирани 20 работни часа, како и расчистување на евентуални одрони, за што на изведувачот на работите му се дадени 30 работни часа. Проценетата вредност на задачите што треба да се исполнат е околу 130.000 денари. Јавниот тендер за избор на давател на услугата е веќе објавен и трае до 11 февруари, а со компанијата што ќе биде избрана, ќе биде склучен договор со рок на важност од 10 месеци. Градежните работи треба да се изведуваат сукцесивно согласно потребите на терен, а давателот на услугата се обврзува кога снежните наноси се поголеми од 3 см или при одрони на камења и карпи кои го попречуваат движењето на патот, со своја механизација да интервенира само иницијативно. Инаку, ваквата активност се реализира поодделно од обезбедувањето проодност на земјените коловози до тешко пристапните и оддалечени места на територијата на општина Кочани во должина до 30 км.